Здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо. Добре дојдовте во новото издание на Медика Инфо Плюс. И овој пат се потрудивме за вас да подготвиме интересна тема која што можеби ќе го заинтригира вашето внимание во наредниот временски интервал, затоа што ќе зборуваме за болест која што за жал е честа и незиниот прогресивен тек е можеби подмолен со самото тоа и сериозноста на она што ќе го зборуваме со нашиот гостин во денешната Медика Инфо Плюс ќе најде на особен интерес кај телевизискиот аудиториум, а за таа цел на почетокот од ова издание подготвивме прилог кој што ќе представува увертира во нашиот разговор. Ќе зборуваме за болестите на периферните крвни садови. Поимот болест на периферните крвни садови се однесува на заболување на крвните садови надвор од срцето и мозокот. Тоа е често стеснување на крвните садови кои носат крв до нозете, рацете, стомакот и бубрезите. При тоа постојат два типа на растројства на циркулацијата. Функционални периферни васкуларни растројства кои немаат органска причина. Тоа значи дека не вклучуваат дефекти во структурата на крвните садови, тоест крвните садови не се оштетени на механички начин. Овие болести често се поврзани со спазам на крвните садови кој може да се појави и да исчезне. Пример за вакви состојби е болеста на Рейно, при што намалената циркулација може да биде предизвикана од ниски температури, емоционален стрес, работа со вибрациони машини или пушење. Органски болести на периферните крвни садови, кои се предизвикани од структурни промени во крвните садови, кои можат да бидат последица, например, на воспаление или оштетување на ткивото на крвниот сад. Периферната артериска болест е тип на органска болест на периферните крвни садови. Таа е предизвикана од масни наслаги, артеросклероза на внатрешните ѕидови на крвните садови, кои го блокираат нормалниот крвоток низ артериите, главно низ оние кои носат крв до бубрезите, стомакот, рацете, нозете и стапалата. Ако не се третираат, може да доведат до гангрена и ампутација на екстремитетите. Кои се симптомите? Во раните стадиуми на болеста, чести симптоми на слаба циркулација се грчеви, замор, тежина, болка во нозете и бутовите за време на физичка активност. Тегобите обично се повлекуваат по престанокот на физичката активност или интертермална клаудикација. Симптомите на ослабена циркулација низ бубрезите вклучуваат изненадна појава на покачен крвен притисок, кој е тешко или невозможно да се стави под контрола со лекови. Изразената блокада на крвотокот низ бубрезите може да доведе до потполн губиток на бубрежната функција и следствено на тоа до комплетна бубрежна слабост и потреба од хемодиализа. Како се дијагностицираат болестите на периферните крвни садови? Дијагностицирањето започнува со запознавање на тегобите на пациентот и клиничкиот преглед, а потоа може да се направат и друг тип на исследувања со цел да се објективизира состојбата на крвните садови, како на пример доплер на крвните садови, магнетна резонанца на крвните садови, компјутерска томографија, ангиографија и друго. Како се третира периферната артериска болест? Најголем број пациенти со периферна артериска болест може да бидат третирани со промени во животниот стил или лекови. Промените во животниот стил вклучуваат престанок на пушење. Пушачите имаат од 2 до 25 пати поголеми шанси да добијат ПАП, контрола на шеќерната болест, физичка активност, нискомасна диета. Лекови кои се употребуваат во третманот на периферната артериска болест се често средства кои ја подобруваат циркулацијата, спречуваат настанок на тромби и лекови за намалување на маснотиите во крвта. Понекогаш промените во животните навики и лековите не се доволни за решавање на проблемот, па тогаш доаѓаат во предвид и други терапевски процедури, како што се ангиопластиката, нехируршка процедура со помош на која се прошируваат затнатите крвни садови и при тоа може да се имплантира и стент во самата артерија. Доколку поголемиот дел од артеријата е затнат, тогаш може да биде потребна и хируршка операција, при што со извадена вена од друг дел на телото или синтетички крвен сад се премостува, бајпасира затнатиот крвен сад.
Како што видовте од прилогот кој што представуваше вовед во нашиот разговор со гостинот кој што го имаме во денешната Медика Инфо, доктор Дејан Манчевски. Докторе, добре ни дојдовте. Добре ве најдов по емисија. Така и за овој пат одбравме тема болести на периферните крвни садови, нешто што пред известен временски период, пред неколку денови, беше представен еден нов начин на интервенција тука во градот. Ќе кажеме подоцна што ако медиумски беше покриен целиот тој настан. Како што кажавме, болест на периферните крвни садови, заболување на крвните садови надвор од срцето и мозокот, но сепак значајни затоа што нивната зачестеност е за жал се поголема, а исходот би можел да биде и немил, затоа треба да се обрне особено внимание на ова. За почеток би сакала, докторе, да кажеме што представуваат општо како дефиниција болестите на периферните крвни садови. Тоа се заболувања на сите крвни садови надвор од срцето, тоест од коронарните артерии. Главно станува збор за крвните садови кои што водат крв према мозокот на каротидните артерии, како и крвните садови, артериите и вените на рацете и на нозете. Тоа се заболувања кои што во последно време се повеќе земаат на ек, бидејќи самиот начин на живот, пушењето, цигари, како и придружените останати болести, најчесто дијабетот, недвижењето, стресните ситуации, така натака, водат до запушување на сите крвни садови, како што се случува запушување на крвните садови на срцето, така се случува и на останатите крвни садови низ целото тело. Ко напоменавте пушењето како една од причините за би рекле започнување на болести на крвните садови, тоа представува еден од ризик факторите, меѓутоа и останатите ризик фактори се надополнуваат со останатите кардиолошки или болести кои што може да се јават. Кои се најчесто? Најчести причинители се високиот нерегулиран висок крвен притисок, долги години наназад, различни фамилиарни предиспозиции, генетски предиспозиции за овие заболувања. Шекерот, шекерната болест, дијабетесот како едно од првите примарни, можам да кажам, болести кои што доведуваат до микроангиопатија, до микропромени, а потоа и до макроангиопатија и до промени на големите крвни садови, како и пушењето како еден порок кој што во нашата земја и можам да кажам општо на Балканот е како еден од голем порок и кој што докажано води до таложење на бројни атеросклеротски плаки, промени на самите крвни садови, кои што понатака најпрво доведуваат до стеснување, потоа и до целосно запушување. Би сакала сега, доктор Манчевски, да позборуваме за симптоматологијата, затоа што важен е моментот на дијагностика, односно што поскоро дијагностицирана периферна болест на крвните садови има поголема можност нели за интервенција. Точно. Како и секоја друга болест, било која, доколку навреме се открие, најпред може да се превенира, а и лекувањето е полесно и поедноставно. Доколку се чека долго време, не дека не постои лекување, меѓутоа сигурно лекувањето ќе биде потешко како и за пациентот, така и за докторот кој што изведува интервенцијата или операцијата. Представува заболување кое што се карактеризира со постепено болки, ево да речем, на долните екстремитети, тоест на нозете. Пациентите чувствуваат намалување на дистанцата на одење. Значи, доколку пациентот пред година и две, например, одел 2, 3, 4 километри без проблем, сега ќе почне да чувствува болки, посебно во листовите на нозете, ако станува збор за заболување на нозете, дури на 500 метри, на 400 и на помалку, што е еден знак да пациентот треба да се прегледа, ева, например, во нашата установа. Сега негативно при овие болести, тоа е она што мора да биде забележано и обрнато особено внимание, затоа што ризик факторите се чести и за жал лесно спроведливи секојдневно, значи ги манифестираме. Симптоматологијата може да биде од поинаква природа, меѓутоа негативно во овие болести е тоа што се развиваат споро, но сепак имаат прогресивен тек. Така е. Овие болести, најголем дел од нив, станува збор за хронични стеснувања, хронични запушувања на крвните садови, кои што доведува до исхемија на мускулот од екстремитетот и доколку оваа болест не се третира соодветно, во соодветно време, може да настане тотална гангрена, значи
на екстремитетот и со последици значи отстранување сечење, тоест на екстремитетот. Во покрај хроничните, значи стеснувања, последниве во месец-два во нашата установа бевме и сведоци на бројни акутни зачупувања на артериите на долните екстремитети, односно создавање и формирање на тромби бројни во самите артерии, која што е состојба е исто сериозна, многу посериозна во моментот акутна отколку хроничните стеснувања и која што бара итен третман од интервентен ангиолог. Значи, сепак можеме да кажеме дека овие болести не се толку ретки, можеби популацијата наша македонска, како и самите доктори тука во околината и во Македонија не се доволно запознаени за овие стеснувања, значи не се толку ретки, чести се и треба да се обрне соодветно внимание. Веќе доаѓаме до моментот на дијагностика, освен физиолошките испитувања кои што на почетокот се прават, кои други дијагностички методи се преферираат при дијагностика на болести на периферните крвни садови? Како една од примарните и најзначајни фактори кои што би го довеле пациентот на лекар, нормално е дистанцата на одење. Колку пациентот може да оди без да добие некои тегоби, ево да речеме за нозете. Доколку таа дистанца е многу мала, 50, 10, помалку метри, значи обавезно треба да се јави на лекар. Сега постојат повеќе методи на испитување. Еден од наједноставните, најпростите е така наречениот Ankle Brachial Index. Тоа представува испитување во кое што се мери притисокот на левата или на десната надлактица и притисокот на подкореницата со најобичен апарат за притисок. При тоа треба двата притисоци да бидат исти. Доколку се тие исти, доколку вредностите на Ankle Brachial Index се од 0,9 до 1,1, значи не станува за заболување. Доколку па станува збор за многу ниски вредности, пациентот понатака се упатува на следни испитувања. Како едни од најбезболните или најпрви неинвазивни методи е Доплер дуплекс ултразвукот, кој што се спроведува, се извршува во нашата установа. И понатака следуваат покомплицираните испитувања од типот на 64 мултислайс компјутерски испитувања, кои што во денешно време и на запад представува еден вид на златен стандард во дијагностицирање на периферната артериска болест. И на крај инвазивната процедура, тоест ангиографијата со вбризгување на контрастно средство директно во самиот крвен сад. Откако сте ја дијагностицирале конкретно болеста на периферниот крвен сад, на која регија нели? Примената на кој метод на третман зависи од повеќе фактори, значи индивидуално кај посебен пациент, зависи од фактори како на пример квалитетот на живот на пациентот, исто така тука и ризикот по живот или пак ризикот од губење на некој од екстремитетите, како што кажавте, доколку станува збор за екстремитети. Да. Нормално после повеќе методи на третман на овие заболувања, во минатото како преферирана метода за лекување беше хируршката метода, што значеше поставување на бајпаси, правење на различни други хируршки интервенции. Сите знаеме дека хируршката интервенција води сама по себе одредени ризици, како и за самиот пациент, значи потребно е подолг временски период да се опоравува, да лежи во болница неколку дена и така натака. Со развитокот на кардиологијата интервентна, а соодветно на тоа и со ангиологијата интервентна, се повеќе овие проблематики, овие болести се решаваат со перкутани интервенции. Значи, како што се поставуваат стентови на срцето при зачупување на артериите на срцето, така денеска постојат голем број и различни типови на стентови, различни други балони и материјали кои што се специјално наменети за лекување на артериите на периферните крвни садови. Се додека е неинвазивен методот на третман, може би пациенти се чувствуваат посигурно и помирно, меѓутоа постојат одредени случаи каде што неминовен е хируршкиот третман. Кои видови на интервенции се изведуваат кај нас, доктор?
Во нашата установа се изведуваат од стентирање на секаков вид на запушување на крвните садови, од стеснување па до целосни оклузии, хронични оклузии така наречени, на екстремитетите, доколку не сме во можност, бидејќи не сите пациенти се односно се склони кон стентирање, доколку не сме во можност, нормално понатака соодветниот пациент ќе биде препратен на хируршко лекување кај васкуларен хирург, каде што ќе се направи соодветна хируршка интервенција. Меѓутоа, како што кажав, со напредокот на техниката, на технологијата, на стентовите, постојат голем број на фирми кои што прават различни типови на стентови, се поголем е бројот на пациенти кои што се лекувани на овој начин, а помал е бројот на пациенти кои што се лекуваат на хируршки начин. И морам да напоменам дека како еден од начините на лекување на овие периферни болести е конзервативниот третман, тоест што е можно повеќе одење и покрај болките во екстремитетите, бидејќи исхемијата на екстремитетот доведува до пролиферација, односно до форсирање на ангиогенезата, тоест формирање на нови крвни садови, така наречени колатерали, природни бајпаси, кои што ќе му ја олеснат на човекот тегобата. Така. Револуцијата во медицината особено има секогаш прогресивен тек, сите оние новитети и револуционерни методи кои што се имплементираат во светот благовремено верувам дека се практикуваат и кај нас. Меѓутоа дали доволно се искористени, бидејќи вие сте директен учесник во токму во таа сфера, се искористени сите опции за третман конкретно на овие заболувања кај нас? Дали имаме потенцијал за повеќе? Па еве нашата установа, значи уште пред неколку години почнавме да работиме не само на срцевата проблематика, туку и на проблематиката на периферните крвни садови. И тоа со тек на годините се повеќе и повеќе и се надеваме дека во иднина уште повеќе ќе можеме да им помогнеме на нашата тука популација да не патуваат надвор од градов, да не одат на хируршки интервенции, туку да можеме тука ние да им помогнеме во ваков случај на заболување. Инаку не се уште искористени сите средства, постојат бројни различни техники, методи и така натака, и се надевам дека нашата установа, како можам да кажам како една водечка во целата наша држава во оваа поле, ќе бидат спроведени сите тие техники, технологии и така натака кај нас. Имавме неодамна новитет, тоа беше и поводот за да ве поканим за учество во нашата Медика Инфо Плюс. Оставаме за нашите гледачи во продолжение вториот дел од нашиот разговор да кажеме токму за работилницата која што имаше дел од оние новитети ги имплементирате како водечки во овој сегмент од нашето здравство. Останете во продолжение со нашата програма. Наш денешен гостин доктор Лијан Манчевски, зборуваме за болестите на периферните крвни садови, а во продолжение го гледаме прилогот од нашите генерални спонзори, Стоматолошкиот центар доктор Батковски и прилогот кој што го подготвија во функција на подобрување на здравствената состојба на нашите заби, а веднаш потоа и палетата на производи од Биокосмос, продавниците за здрава храна. Во ерата на дигиталната револуција, дигиталната панорама е навистина дострел за стоматологијата. Бројни се придонесите од новата апаратура. Ова е многу важно за нас и како стоматолози, како доктори, но исто толку важно е за пациентот, затоа што диагностиката е една главна алка, ви рекла, во стоматологијата, затоа што со правилна диагноза, само со правилна диагноза можеме да дојдеме и до правилен избор на третман и примена на правилна терапија, а со тоа и крајната цел излекување на пациентот. Најпрво и најважно би кажала дека за дигиталните панорами е дека имаат минимални дози на зрачење, минимални дози на штетните X зраци, кои за сите е познато дека се штетни по организмот, треба да се ограничи изложувањето на овие зраци. Кај дигиталните панорами не е ограничен бројот на снимања во текот на годината, што значи овие минимални дози воопшто не се штетни за организмот. Во однос на стандардните панорами може да се каже дека 30 пати е помало зрачењето
кај новите дигитални панорами. Друга предност која што би ја споменала е можноста за добивање на снимки веднаш. Снимки кои што веднаш може се дигитални, може веднаш да бидат препратени по имейл или снимени на CD и може веднаш да се прави анализата, односно да се диагностицира известен проблем во коската или на забите. Сликите кои што се добиваат се со многу повисока резолуција од стандардните снимки. Опциите на самата програма, на софтверот на Carestream CS 8100 панорамата која што имаме се големи. Има можност за дополнително зголемување на сликата, за исчистување на сликата, вршење зумирање, вршење на разни премерувања на структурите кои што сакаме да ги измериме. И едноставно работата е олеснета со дигиталните панорами. Во нашата ординација внимаваме да се држиме до еден протокол на работа, а тоа би било прием на пациентот, нормално анализа на актуелната состојба во устата, применување на диагностички постапки доколку е потребно, тоа се малите ретроалвеоларни снимки за снимање на поедин зап, или доколку е потребно снимање на цела панорама, правење на анализа на добиените снимки и поставување конечно на една крајна диагноза, после која се пристапува до терапија на пациентите и онаа финална цел решавање на правилен третман и решавање на проблемите. Реално, секаде во светот, не се почнува со никаков третман без да ја знаеме актуелната состојба натре во вилиците, затоа што тие ситуации на коска и на забите не се видливи при клинички преглед. Значи, она што ние го гледаме надворешно е само 20% од она што навистина се случува во устата и можам да кажам дека повеќе од 90% е потребно. Доколку гледаме дека можно има ризик за можност за некакви проблеми внатре во самата коска или на корените на забите. Кај здрави заби со плитки кариеси, каде што пациентот нема никакви текоби, нормално дека нема потреба од панорам, меѓутоа пациенти кои што се жалат, имаат здрави заби, меѓутоа се жалат на некоја тапа болка во пределот на вилиците, како притисок. Најчесто се работи за импактирани умници, импактирана осмица. Тоа се третите молари кои што во последно време се почесто немаат простор за да изникнат и се внатре во вилицата, а добиваат некој импулс за раст и ги туркаат останатите заби, така да тоа може да го видиме исто така само на снимка. Бројни се индикациите кога треба да снимиме. Значи не снимаме само во ситуација каде што е се во ред. Поздрав до сите гледачи на ТВМ телевизија и поздрав до гледачите на Инфомедика Плюс емисијата со колешката Ирена Трајковска. Се јавуваме повторно од светот на здравата храна, од Биокосмос, тука од нашиот град. Денеска уште два нови производи од палетата на Биокосмос производи, овој пат палминото масло и шеја путерот. Ке се информираме малку повеќе, а се тоа со помош на Христина. Рете прво да ја посакам добре дојде
во емисијава повторно. Два нови производи, заедниот претпоставувам дека слушнале барем ако ништо повеќе од оние грицкиот составот за палминото масло, меѓутоа за шија путерот многу малку. Да, тој малце понов. Па повеќе информации, Христина, малку да споделиме со гледачите и сите оние кои што сакаат здрав начин на исхрана и здрав живот сега. Да, токму. Палминото масло, први ќе започнам со него, денеска ќе ги класифицираме. Палминото масло е едно како за најупотребливо во готвењето, а шеја путерот најупотребливо во козметиката. Досега зборувавме за масла кои се и за готвење, може да се за јадење да се конзумираат и за козметика, меѓутоа овие се пострикно наведени како за палминото за готвење, а шеја путерот за козметички цели. Палминото масло е она што има како најголема предност кај него е да е, ако е доволно чисто, значи да е органско и да не е мешавина на повеќе, да. Да е битно да е органско и да е ладно цедено. Да може да се преработува повеќе пати. Односно при секоја употреба со маслото, палминото масло, може да се употреби за одреден период повторно тоа масло, затоа што тоа се прави слично како кокосовото. Значи има тоа степен на разградување многу потежок него други масла. Да, и ги задржува своите хранливи состојки и доколку се употреби повторно. Така. Сега самото тоа што е како кокосово масло, на ладна температура се стврнува. Остатоците од претходното јадење легнуваат долу, така да може да се исчисти и повторно да се употреби тоа масло и да не има штетно влијание кон храната, односно да ја така и кон организмот. Да, или кон организмот. Интересно е тоа што кај оваквото палмино масло е подобро да се употребува него ние како што сме научени со чогледово или било какво да е рафинирани масла многу се употребуваат. Палминото масло е едно од кое не е рафинирано и не доведува до затворање на крвните садови, со тоа што тоа значи има заситени масти, нема оние транс масти што се во другиве рафинирани масла и затоа е по делотворно, односно подобро да се користи во исхраната, во секојдневната, дали за пржење, дали за готвење, палминото масло. Така, што значи дека сите оние луѓе кои што имаат проблеми со срцево-садови заболувања, такви работи, ова е идеално нешто за нив. Да, меѓутоа сепак во ограничени услови, да не е претерано пржење, па се со него па готвење, него да секако сите производи во одредена количина ако се потребуваат, имаат позитивни влијанија, меѓутоа ако се надминат преголема количина на употреба, нормално има негативен ефект. Што се содржи? Кои други состојки ги содржи? Добро што го има А витаминот, тоа го има направено како истражување, има направено компарација со дроб од најкула. Колку што има висок процент на А витамин како дроб од најкула, така и палминото масло го има А витаминот, исто така го има и Е витамин. Доста е поволно и за готвење за колачи, затоа што, како што реков претходно, како кокосово масло се стврднува. И може да е при готвење овие визитарски колачи, да се како згуснувач да се употреби. Така. Да кажеш сега збор два и за шеја путерот. Шеја путерот е многу интересно, се употребува во козметичките цели, во самата индустрија, во секој подобар, да речам, природен или каде што се додава или сака да се добие некој квалитетен шампон или сапун, се додава 1% на шеја путер или ши путер на познат, ја зголемува хранливоста на самиот козметички производ. Ние го имаме чист шеја путер и е доста делотворен за надворешна употреба, за кожата, воопшто за секакви изгореници, модринки. Може да се употребува за испукани усти, сега на зимно време е доста... И они кои имаат сува кожа, претпоставувам. Сува кожа, прфут. Но доста се употребува како заштита од ветар на лицето, може, значи, доколку е чист борван, чисто шеја путер, и за лице, и за тело, и за коса, значи може да се употребува за целото тело. Значи има намена. Да, има голема намена. Поголема намена и повеќе наменски. Да. И прави некој заштитен слој над кожата.
Исто така е во поново време доста познат како за употреба и кај малите дечиња. Кај бебињата исто која што ни е познато, ние витаминска маса употребиме доста кај децата. Против црвенила. Да, против црвенила и доста се употребува, за жал кај нас не толку многу, меѓутоа во странство го употребуваат и за бебчина мали. Така. Христина Миостанова, ти се заблагодарам. Ние, почитувани гледачи, завршуваме тука, барем со овој дел од Инфомедика Плюс од продавницата Биокосмос, светот на здравата храна тука во нашиот град. Ми останува да ви се заблагодарам за вниманието и се гледаме повторно во наредното издание на Инфомедика Плюс со нови информации за нови производи. Го продолжуваме разговорот во нашето студио. Доктор Дејан Манчевски, специјалист по интерна медицина. Докторе, кажавме на почеток општо увертира во заболувањата на периферните крвни садови. Меѓутоа, застанавме на моментот дека имаме се уште ресурси кои што може да бидат искористени кога станува збор за третирањето на овие заболувања и несомнено за тоа што Јавната здравствена установа Завод за превенција и лекување на кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан од Охрид, институцијата од која што ни доаѓате, представува лидер во ова поле од медицината. И поводот за кој што денеска ве викнавме, би сакала да се осврнеме токму на едукативната работилница која што пред неколку денови ја спроведовте со меѓународно учество насловена како заболување на периферните артерии, предизвици и третман. Токму тоа е што сакаме да го постигнеме. Која беше идејата и целта, би рекле, на оваа работилница? Целата идеја, значи, беше да се запознаат нашите колеги од цела Македонија дека во нашата установа во главном се извршуваат многу комплицирани интервенции на екстремитетите и дека пациентите кои што боледуваат од соодветни заболувања треба и може да ги испратат во нашата установа каде што ние би им помогнале. Во соработка со општина Охрид и со градоначалникот или доктор Бакрачевски се организира ова работилница на која што беа поканети и врвни имиња од оваа област. Посебно морам да му се заблагодарам и да го пофалам доктор Ара Угурлуоглу. Тој е доктор од Универзитетската клиника во Салцбург од Австрија, кој што веќе втор пат доаѓа во Охрид и во нашата установа да ни помогне во спроведувањето на овие техники. Понатака доктор Винко Боц, тој е професор од Универзитетот во Љубљана, професор Славчо Тошев, професор од клиниката за кардиологија во Скопје и докторот Звонко од Филип II, приватната здравствена установа, кој што сите зедоа активно учество во ова наша работилница. Звучни имиња од областа на интервентната ангиологија, од земјави од регионов, би рекле. Би кажале кои видови на демонстрации и интервенции се вршеа во моментот, колку дена траеше? Работилницата траеше еден ден, тоа беше на 18 декември, во кој што период се беа изложени различни предавања од страна на соодветните доктори, меѓутоа и беа извршени 3 интервенции во живо пред аудиториумот, тоест пред колегите кои што долу гледаа, значи на видео бим, додека докторите од кардиолошки завод работеа во интервентната сала. Се изведува 2 интервенции на стенози, стеснувања на феморалната артерија, тоа е артеријата на надколеницата, стеснување од околу 90 на 95%, и една многу тешка, да речем, комплицирана интервенција на целосно запушување 100% на артеријата на ногата, запушување од многу стар датум, кое што запушување до пред некој период, пред некоја година, би се лекувало исклучиво со хируршки третман, значи со хируршки бајпас поставување на таа нога, а еве денес и гледате во последно време
ние сите тие запушувања ги решаваме со поставување на стентови. Еден од важните сегменти кога станува збор за ваков тип на работилници е што се презентираат искуства од работа кои што од вас овдека од Република Македонија ги имате стекнато како искуства за работа од пациенти кај нас, меѓутоа интернационални искуства во случајов има така. Тоа е всушност оној бенефит кој што е пожелен, размена на искуства. Да, точно. Медицината како таква е наука која постојано бара разговор со колеги, консултација со колеги и разменување на соодветни искуства. Нормално ние како центар кој што сме релативно помлад во однос на странските центри, во однос на врвните институции во светот, мораме да бараме одредени совети, одреден помош, која што нормално благодарение на докторите од странство кои што се желни да помогнат и ја добиваме. Така. Како дел од активноста беа интервенциите кои што ги вршевте на неколку локации во болницата, како што кажавте, имавте и видео врска со операционата сала. Останатите учесници од конференција салата ја следеа во живо, нели ги следеа тие интервенции неколку колку што ги направивте. Интересно за овој начин на делување меѓусебната комуникација која што имате тука, дали има директни сугестии од останатите учесници? Тоа се некои работи кои што се на големите конгреси светски, кардиолошки, ангиолошки. Нормално има пренос на случаи во живо кои што се следат пред огромниот светски аудиториум и во тие случаи операторот кој што работи таму во сала нормално бара консултација, сугестија, предлог и така натака од самиот аудиториум, бидејќи станува збор сепак за доктори. Предлогот понатака може да се прифати ако е соодветен или не. Меѓутоа, возможен и бенефитен е овој начин на комуникација и разменување на меѓусебни искуства. Така. Дел од интервенциите ги изведе, како што кажавте, тимот на доктор Никола Бакрачевски, нашиот градоначалник, меѓутоа една интервенција спроведовте и вие. Зашто беше? Стануваше збор за 95% стеноза на феморалната артерија кај пациент кој што имаше исклучива силна болка во левата подколеница во одење помалку од 300 метри, што нас не наложи да снимиме и да поставиме всушност стент на тоа стеснување. Пациентот си замина дома следниот ден и си замина пешки. Тоа е тоа успешно. Тоа е тоа што радува и е за пофалба. Какви други предавања и презентации беа одржани во рамките на панел дискусиите на работилницата? Тоа е Имаше повеќе типови на дискусии, теоретски предавања. Едно интересно предавање одржа професор Винко Боц од Љубљана. Тоа беше апликација на тромболитички средства и тромбоаспирација кај пациенти со акутни тромбози, акутни запушувања на крвните съдови на екстремитетите. Докторот Звонко Атанасов од Филип II имаше исто така интересно предавање за диагностиката на овие заболувања, односно за 64 мултислайс компјутерската томографија, која што представува, како што кажав, еден од златните стандарди во денешно време на технологија во диагностицирање на овие заболувања. И имавме јас и колегата Митрески по едно излагање, по еден случај, кейс репорт така наречен, од некои од поинтересните случаи кои што во текот на нашите работни денови се случило. Значи, токму конкретно преку конкретни случаи кои што секојдневно ги имате или сте ги имале, се разменуваат мислењата, се збогатува диапазонот на искуства и на познавање секако кога се комуницира на едно поинакво високо ниво на стручњаци кога се на едно место. Така. Целта е, доктори, да се има поадекватен третман, конкретно за периферната артериска болест во сите центри, кај нас, што и беше целта на оваа работилница. И какви се други се донесе заклучок дека стратешки мерки се потребни да се превземат и да се практикуваат во тој поглед во иднина, би рекла, потребно е, па се надевам дека и нема да застанеме тука ние со оваа работилница. Се надевам дека таа ќе се одржува на годишно ниво, а можно е да премине и во нешто поголемо. Разговаравме со градоначалникот на таа тема, дека можно е, се надевам, понатака ќе видиме како ќе се одвива и некој позначен конгрес со
меѓународно учество да биде тоа, бидејќи сепак нашата установа е лидер во овие работи во држава наша. Понатака се надевам дека сите останати доктори, колеги кои што беа присутни на оваа работилница, сватија дека заболувањата на периферните крвни садови не се толку банална работа и дека можат многу да им помогнат на пациентите со тоа што ќе извршат најосновни прегледи, значи, како што кажав, мерење на притисоците на нозете, на рацете, а кои се во можност и правење на соодветен ултразвучен преглед. Знаеме дека ангиографски апарат не може сите да имаат, па понатака тие соодветни пациенти треба да ги препратат во нашата установа за соодветно лекување и спречување на инвалидитет или, не дай Боже, смртен исход. Меѓутоа, ова е болест во која што може да се превенира и доколку се почитуваат сите оние совети и како што ги напоменавме ризик факторите, барем во одредена мера да се ограничат и маргинализираат тие кои што се можеме да си помогнеме себе си да не дојде пред се до болест или доколку веќе прогресијата е започната да нема некој неверојатен прогресивен тек кој што не би можел да биде излекуван. Така. Па, нормално, како и за сите други болести, кардиоваскуларни, значи, на прво место е прекинување со пушењето. Македонецот, како и сите балканци, сме ние можда на прво место во светот по консумација на цигари. Значи, цигарите треба да се отстранат, понатака високиот притисок треба да биде регулиран, шеќерната болест како таква да биде добро регулирана, и понатака стресни ситуации, нервози, колку што е можно помалку во денешно време, ако тоа воопшто е можно. И едно од најважните фактори во превенција и во лекување на оваа болест е физичка активност. Значи, никако седење, лежење по цели денови дома. Значи, мора пациентите да се движат, да прават минимум 5 километри во текот на денот со цел стимулација на крвните садови да нормално го снабдуваат ткивото со кислород. Како што велиме, подобро да се спречи отколку да се лекува. Така. Доктори, ова беше последната емисија во 2015 што ја направивме од циклусот Медика Инфо Плюс. Продолжуваме и во наредната со истата оваа динамика и со истата поента секогаш да укажеме на важноста на одреден тип на заболувања, не за да поттикнеме негативна конотација и страв кај одредени гледачи или пациенти, но да посочиме на тоа колку е важна превенцијата, а самото непознавање негативно се одразува на превенцијата. Јас ви благодарам на поканата, со тоа што завршивте последната емисија со мене во оваа 2015 година. Им посакувам на граѓаните на Охрид, на нашите пациенти, на сите, среќна 2016 година и што помалку да се гледаме во кардиолошки завод на прегледи, а за тоа треба, значи, превентивно да ги слушаат советите на соодветниот нивни доктор. Истите желби, доктори, од нас како редакција на ТВМ телевизија ги упатуваме до вас што помалку работа да имате, да се осврнете повеќе на убавите страни од животот, можеби и во приватен и во професионален сегмент, да не прати здравје на сите, да бидеме среќни и задоволни онолку колку што се може, да ги искористиме сите ресурси на животот и се гледаме во 2016 година со сигурно нови процедури и работи кои што ќе се случуваат во нашата установа. Се трудиме да ве пратиме, иако имате навистина агресивно темпо, меѓутоа радува. Радува, тоа е за пофалба и се разбира за сигурност на нас пациентите, би рекли, точно, ние работиме за здравјето на пациентите. Така, ви благодарам уште една за учеството. Ви благодарам и вас. Наш денешен гостин во Медика Инфо Плюс, доктор Дејан Манчевски, специјалист интернист. Зборувавме за болестите на периферните крвни садови и на самиот крај од ова издание, последно за оваа 2015 година, и вам би ве посакала многу здравје и насмевки во новата. Затоа што можеби здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо. Среќна нова година и се најдобро.